Због вас, Јордане, пикник више не е само пикник за други мај, за ден на труд, него пикник, веднага се каже пикник у Куманово се мисли на пикник у Пелинц. Откад овој, од вие ми почнавам пред 6 години, како обичен пикник, собрамо се 2-3 друштва, ќе идемо, ќе направиме еден пикник, која идеја, ај ќе ставиме стејдж, еден обичен стејдж, с 2 звучика, и ја ќе правиме пикник, али полака, пошто 2 друштва беа, нели свако друштво број повише члана. И дојдемо до идеја зашто овој да не добро пројдемо, зашто да не направиме нешто поголемо да војде, биде баш прав пикник и онако пикник за млади, а и за постари. Не беше идеја само да биде музика, да се концентрираме на бино, на овој, него да направиме нешто што, например, не би бие пикник само за 2 мај, 1 мај, 1 август, 2 август и да може да дојдат луѓе со утриња, со деца, да направиме разни друштвени игри за постари, за помлади. Еве веќе оваќе е 2 година што имамо активност за најмали, која е поддржана од Тино Саботич, што е професор што работи со деца, фактички преку игри он да ги развива моторико на деца, да не биде само музички настан, него да опфати сваку возраст, сваку, да кажу, да може буквално свак да од 15 до 35, 50 и така. Одлична идеја е да имате и придружни такви работилници и баш да се инволвира свака популација, нарочито деца, затоа што тешко е на млади брачни парови с деца да дојдев и да ги не е само да ги пуштиш у траву да трчив или до реку да им. И така има што трчив. Има ли одлична идеја, многу ми се свија, значи 6-та година веќе. 6-та година поред. 6-та година поред. Да, и 6-та година поред до сега имамо договорено да кажу најголемо име, што ни доаѓа од енглеско, Джеймс Абела, како што имамо и издадувачи од Србија, имамо исто работилници за средњо возраст, да кажемо, улично цртање, Форма Куманово исто, они не подржував, да ги поздравувам нима, како и си останати институција до сега што смо, да кажу, потражиле помош, сме искочили у сусрет, пошто тоа не е добро за нас, ова е добро општо за цел град. Пошто последно овие години кога што ништо друго не се дешава. Мисло имамо настани, не дека немамо, али сега да кажу на кој настани, поголеми настани и с ниру помош уствари ми и дале трае, нормално, с посетеност и с луѓе што не посети, што е без посету на маса на луѓе ми не би могали да истрајам. Како и спонзори, да ги напоменам. Да, нормална ствар. На почеток сигурно е било тешко. Може да се присетиш пред 6 години или прву годину. Имаше ли некој, осетисте ли некој отпор на луѓе, ако ништо друго, барем сви викав, па ќе отиду, па ќе испију едно пиво, па како ќе возу, па далеко, кој беше најголем отпор и најголем и што? Па најголем отпор не беше онај од прво луѓе, неверување на луѓе дека може нешто такво кога нас да се деси, пошто нели кога нас овој што такво нешто се дешава с некој да каже огромну поддршку на XX фактори и поддржувачи. И свако чудо за 3 дена кога нас. Свако чудо за 3 дена, најголема онако да кажу страх кога нас е временски услови. Пошто само против тоа онако не може да, значи луѓе има некој година помалку, некој година повише, све зависи од програму, од активности што ги имамо и дали имам организиран превоз, дали ќе го организираме, дали нема, пошто и тоа е онако еден дел од организација, jer како се спомнам, пуно луѓе се плашив да возли, да запали авто, да испира кој пиво, па куде ќе се врати, па. Али решавате го тоа успешно, пошто имате организиран превоз уствари. Да, имам организиран превоз. Го решавамо, али на пример па те дел куде што е, например, возење под алкохол, тоа не може да го решиме, пошто не е исправно и тоа е нормално. Нели, има контроле како и што треба да има. И ми сме против тоа, али пошто у поглед тоа дека се дешава у Пелинце, тамо нема капацитет испрестувачки за преспивање, за возо, тоа се трудимо што повише линија да имамо со автобус, да организираме од Скопје, пример, директен превоз, ако е можно и тој работимо на тој и надамо се ќе удоволимо да може да било кој седне да дојде и да се врати, да испие некој пиење
да се позабават. Организацијски, колку време се спремате непосредно пред сам настан? Затоа што изгледа кад ќе отидат луѓе и нели посетители, ставиш видео, изгледа многу лесно. Бина се поставја за 2 сата, добар звук треба да е, работилница ќе се направи и све тоа изгледа некако како да изгледа, да, и нас не изгледало, али како почнемо да растеме, уствари може да кажем дека работа има цела година. Зборим од документацију, до договарање на артисти, до пошто има некој не може да говориш за зборев за поголеми имиња, не може да говориш од денеска за утре. Мора пример 3-4 месеци унапред, па авионска карта, па правно да се исправам, да и има милион ситници кои што на кои од страно не се гледав, али захтева време, па договори со сви, па дозволе, па пријаве и така дали, има да се да ги збориме од 2 сата со малку да ги наброи. Баш бирократија прво таа некако тешка изгледа бирократија и треба повише луѓе да спрегнете сили и да го завршите. Повише одговорност треба и луѓе нормално дека треба луѓе, али па и треба повише координација. Имаме многу човека таму ќе заврши. Па ми обично гледаме да не идеме преку некога човека, него да се бидеме легитимни и чисти со документација со све, зашто да идеме преку некога човека кога сакаме да ствараме нешто да не е преку некога, него да биде оној лично наше и да и због тој планираме да траеме, идеме корак по корак, не идеме да прерастеме за 3 години да не знам. Па пикник Пепелница веќе прераснува нешто како не е тоа само ивент, него тоа е веќе како некој фестивал на техна, на електронску музику со сви додатоци придружни. Да, сведемо на електронску музику, или не само да биде електронска музика од интервал кој трае настав, него буквално да задоволиме било кој потребу, да може на пример да не еве како што спомнавам најмлади да може да му каже на жена ајде идемо има работилница за наше дете. Па би ќе избегаме малку ќе постоиме овамо. Или пример да има млади што на пример нема положено, ќе дојде преку дел, пошто навечер да сменели мало лето да остане, али ќе има превоз да се врати. Да биде малку различно од свак ден. Кафе ќе идеме оваму на кафе, ќе скочиме и да се деси нешто поразлично општо за сви, не само за нас, него и за цел град. Ви уствари, ако се сложиш со мене, променисте да цел концепт на оно што се вика пикник. Више нема луѓе на пикник да видиш со корпу и со бошчу, со коцкице, да идев на траву, да седнев, него ово е нешто многу поголемо од тој. На тој ли размишljавте дека сакате да бидете традиционален фестивал прв пат кога организирате пикник? Прв пат шана кој се случајно, али од успешно реализиран прв, да кажу, настап, дојдемо до тој да уствари па и може да дојде филисот. Има и луѓе си донесе шатор, пошто има камп зона, стави си столиција, стал чека, пуе си туе дали с деца, дали брачен пар, дали друштво. Исто имамо и камп зону која што пужиме на луѓе струја да поневкунјачи, убаво средимо, значи дружив се навечер туја, не мора да пример сега само ми да сме друштво, него кој знае може имаш 10-20 шатора, па како направиме ги зона да биде пријатно да се забавлев не само пред сцена на работилница, него да може еве сакамо да одбараме малку подалеку од музику, седев си онакој направи си сами пикник, некој само не им предвид. Уствари, највише зашто сте пофалени, највише зашто сте запазени, е тоа што тоа е силна порука што го праќате на помлади генерација. Нарочито ми се допада факт што никој не вие нашија ману после настан да биде прљаво, да биде поставени како што уме наш народ, да остави бербат позади себе. Значи, оставljate стварно поруку. Сега, работилнице без разлика дали се уметнички, сигурно су креативни на некој свој начин, ама слику што го гледав деца и најмали, дека стварно су освестени луѓе, да се бринев за природу, едно такво купелинце. Мислам дека и тоа е најбитно, да оставиме, пошто сами сме сведоци, например, како некои години сме затечеле да биде и сега, например, ми И да не е наш отпад, после наш настан е наш отпад. И се деси да може некои делови кои што ми не ги користимо, да мора да ги чистиме збору за сите на отпад. Иначе, ако има подршка, например, од чистоту, путе што тражимо големи контейнери, тражимо после настан да се изчисти, да ова, или, например, пасмо ми тие што го пројдемо парк, полака с рукавице за пикавци, значи крупан отпад се издеса.
али па ми мора да го прегледамо, да го оставимо тој да биде онакој чисто, пошто све после нас е наш. Такој спаде и никој не ми кажа, овој беше туја, што за жал има и обично викенд кога отидев негде, мислу граѓани кога отидев у Пеница да кампуе да стварно оставив отпад. И ми мора све тоа да го дочистимо и добро е што бар еден пат има рестарт на, да кажу, на отпад у Бар еден пат, да. Пеница. Бар еден пат. Хајде да кажеме сега конкретни да бидеме овој годину на кој датуми се 20 и 21 јуни. јуни. Јуни, Добро, да. целодневни су, нели? 21 почува од 12, 20 почува од 12 попладне, трае до 3-4 навечер, па имамо пауза, 21 исто почува од 12 попладне, трае до 12 до навечер, пошто нели понеделник или су по работу, пошто би на пример и за нас е добро порано, пошто би 2 недели смо таму. Таму на пример еве ја 4-5 години за таму си роѓен, чекам на слугу, на дрво, около бину, около косење, пример куде треба да се докоси пошто они на пример од чистотни среди се и од музеи исто. Све средено, ама има ги некои делчики куде кап, на пример, и тој може шатар да легне, мора и ми да го докосимо, да го Мора да дотерамо. се знае кој коси, кој воду носи и Баш така е, али мора да кажу дека и сами, на пример, не би могале без подршка, збору поглед на било кој подршка, еве, на пример, на форма, на општина, на совет, на чистоту, на музеј, буквално кога да сме се обратили у било кој институција, увек су онакој и они свесни дека е добро ова што се прави и су исклучиле у сусрет, значи тој не може да каже, значи еве форма на пример прави улично, обучува помладу публику, обучува, едуцира улично цртање на пример. Како што кажа Тино за најмлади, ми се потрудимо за музику, да има разновиден фудкорнер, да има пример да не е само едење, и да не е досадно, баш не е досадно. Да има благо. Баш еден концерт да се осети тие 2 дена дека уствари овој требаш. Колко можеме, потрудимо се да види оној плюс нешто бар еден пат у година. По шести пат ќе се потрудите и знам дека ќе успеете у тој природа да диши со вас и трудимо се свак поглед што можеме да ги гушкаме малце тие дрва, да не ги сечеме, да не го уништуваме природу и да се забавljamo, затоа што стварно ни е потребно такво нешто. Посекувам ви да имате добро време, затоа што и тоа е битен фактор. Тоа е најбитен и фактор и да бидете задоволни гости и да се чуе далеко за пикник у Пелинце. Фала, надamo се дека ќе не послужи време, фала и на вас како да кажу медиум за поштовање. Фала на сви исто што се исклучили, искачав во сусрет и покажувај сви што можев да придонесев да порастемо, пошто без публику и без подршка не може да идемо напред. Само заедно издружени можеме да идемо напред и да останемо тоа и да негуеме оно што да има. Фала многу, Јардо. Фала и на вас. Да.